Со импровизирано пристигнување на партизански батальон, со одземање на пушките на мостот во истибање и давање рапорт на градоначалникот Ивица Димитров за прв пат во овие 76 години од февруарскиот поход, тука на споменикот во истибање имаше символична симулација на случувањата од Втората светска војна. Во присуство на 300 представници од боречките организации од голем број општини, представници од Арама, од полициската станица во Виница, како и од повеќе пензионерски здруженија, Виничката организација на борците организираше одбележување на 76 години од февруарскиот поход, настан кој има голем историски белег, но чествувањето беше на завидно ниво. Во војната македонскиот народ учествува со 66.000 борци, од кои 24.000 се жртви. Македонскиот народ масовната подготовка во војната ја започна со формирањето на првата македонско-косовска бригада, која е формирана во ноември 1943 година во Западна Македонија во селото Сливово. Бригадата броела 800 борци, кои во декември заминале на слободна територија во егејскиот дел на Македонија на планината Пајак. Во декември 1944 година на планината Пајак се формира и втората македонска бригада со 480 борци. Раководствата на двете бригади одлучиле од борците на двете бригади да формираат поход преку кој ќе биде информиран македонскиот народ дека македонскиот народ повеќе нема да се бори за туѓи интереси, туку ќе се бори за сопствена македонска држава. Со борците од двете бригади, кои биле распоредени во 3 групи, формиран е февруарскиот поход. Првата група да помине во Централна и Западна Македонија, втората група да помине во Тиквешко-Гевгелискиот регион и третата група да помине во Источна Македонија, за која група јас сега ќе ви информирам. Третата група батальони е составена од батальоните Стив Наумов и Христо Ботев. Во батальонот Христо Ботев поголем број борци биле од бугарските заробени војници и војници кои од бугарската војска доброволно поминале во партизаните. Во третата група патуваат главниот штаб на НОП, дел од Централниот комитет на партијата и иницијативниот одбор за организирање на АСНОМ. Во оваа група да ви спомнам неколку личности. Генерал Михајло Апостолски, Методија Андоров Ченто, Светозар Вукановиќ Темпо, Венко Марковски, народните херои Тихомир Милошевски, Васко Карангелевски, Фана Кочовска, Злате Билјановски и други. Пред споменикот на паднатите борци во истибање цвеќе положија представници од сите присутни организации и институции, а беа врачени и благодарници за придонесот во зачувувањето и одбележувањето на важните датуми од македонската историја. Истибанци како добри домакини ги удостоија гостите со сплет на песни и ора од репертоарот на фолклорниот ансамбл Китка.